Зошто не се применува албанскиот јазик при испраќањето SMS пораки во тестирањето на Safe City, го праша пратеникот Халил Снопче, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски на денешната седница за пратенички прашања во собранието. Господин Тошковски, ende nuk e ka marrë përgjigjen me shkrim në lidhje me atë që a e keni pranuar do një SMS porosin nga kryeministri Mickovski, se pse nuk e zbatoni përdorimin e gjuhës shqipe në SMS porosit ndaj qytetarëve në Maqedoni në këtë testimin e Safe City-t. Normalisht, vetëm ditën e parë sipas statistikave, afër 40.000 qytetarë shqiptar në shtetin ton kanë pranuar SMS-a vetëm gjuhën maqedonase, me çfarë është thyer ligji për përdorimin e gjuhës shqipe që është drejt ligjore dhe kushtetuese. Министерот Тошковски изјави дека секој акт што ќе произлезе од МВР ќе биде на јазикот утврден согласно законот и уставот. Што не зборите за турскиот јазик, еднаш бе да кажете, еднаш. Еднаш. Ќе кажете ли еднаш барем? А јас се кажем за албанскиот. И сега ќе ви одговорам и на тоа прашање. Да, согласно закон, сите акти кои што ќе излезат од Министерството за внатрешни работи ќе бидат согласно закон. Акти, господин Снопче. Кој ќе докторирате ги направо, тогаш може да разговараме во делот на што е акт, како се доставува и така натаму и така натаму. За акти зборам. Секој еден акт кој што ќе поизлезе во форма соодветна од страна на Министерството за внатрешни работи, без разлика како е доставен, ќе биде доставен на јазикот утврден согласно закон и устав. По своето обраќање за системот Safe City, опозицијскиот пратеник Снопче го праша министерот колку средства би се собрале во државниот буџет од досегашните тест казни, но министерот одговори дека од почетокот на тестирањето на проектот е намален бројот на сообраќајни несреќи со смртни последици.